Ја достави информацијата дека сте собирале потписи за семејството кое што живее долу во субстандардни услови над Бирото за вработување, ајде народски кажан. Зошто собравте потписи? Што е проблемот со нив? Добро утро, се обраќам према сите, према државата, према општината, према граѓаните на Велес. На вистина ние собравме како жители, еве погледнете на местната заедница Варналии, односно Богдан Каракостев, заради ова што овдека живее едно семејство кое што стварно не прави неред на сите. И на државата, и нас, и на граѓаните кои што почнаа веќе и по куќите да ни влегуваат да не крадат. Само да погледнете во што живеа. Тоа е, не знам, багра од луѓе, семејство се уништија, цвеќето, зеленилото, коњите пасат, а тоа пари се од граѓаните. Се обративме многу пати и до општината, и до социјални грижи, меѓутоа одговорот е нула. Се повеќе и повеќе се котат, не знаат кој на кого е бебето. Јас сум овде староседелец. Значи сум пораснала во ова мало и овдека живееше една моја соученичка, Паца се викаше, можда е сега покојна. Тука живееше во 2 соби, али собите беа уредени, дворче имаше, еве и трендафилите до ден денеска постојат, има и дрвја, жената прекрасно го одржаваше тој простор. Додека не се насели Жана Граот, не знам како беше по инаку, они нас правија прчварница. Откако си сели Паца, си направи жената куќа на кај црква, се доселија овие. Ама многу пати социјални грижи им даде сместување. Им даде доле во Венуле, некоја куќа. Им дадоа доле во Потокот, куќа. Им дадоа горе кај Хабиден. Се направија парампарче. Овдека ја не знам на шо личи воа. Кој треба да ја превземе оваа грижа? Веќе сега чуваат коњи, магариња, кучиња, веќе смрјевата, можете да видите дека и нагоре почне да се пренесува. Да ти е страв да поминеш, да не однесеш дома крлеш, да не однесеш некоја вошка, само се чистат, само се пустат и не знам што да речам. Многу пати сум сликала и навечер поставени шаторчиња пред на тревата, ги сликам, па уште ќе те дојдат да те тепаат. Но колку ќе тепате? Полиција ќе ви вика. Пожар направија, повеќе го измалтретираа другарми што пријави во пожарната, отколку што се изгаси пожар. На шо личи во држава ли е? Шо народ останавме овдека? Не ми е јасно мене. Кој треба да се ја превземе грижата? На какви се други случки предизвикани од семејството сте сведоци? Рековте дека се запираат автобуси? Се запираат автобуси. Идат питаат. Едниот пита од една страна, ако не ти е ташната пред тебе, тешко тебе. Значи, не, возрастните си седат под сенките, како господи и господин тој што зима социјална помош од државата, а ги праќаат децата. И тие 3-4 има поголеми, тие па не знам кај завршија веќе. Малите питаат, ги зимаат парите, им ги носат на возрастните. Кока-коли пијат, фанти пијат. Чекај бе, наши деца немаа што пијат фанти и кока-коли секој ден. Срамота е во. Во е срам и за градов, а и градоначалникот не знам дали нема ингеренција како татко на сите граѓани во овој град. Што барате сега? Ние бараме да се дислоцираат од тука. И тоа да се сруши. Тоа беше некогаш некоја си бања, ја како деца се сеќавам, меѓутоа, после чија влашниство на кого сега се јавуеле повеќе собственици. Кои се тие собственици? Пред некој ден една комшика ми кажува дека собственикот не му сметало. Нека дојде да живее, он да видиме. Зимно време кога ни палат гуми, се загреваат. Не знам дали смееш да влезеш натре на шо личи тоа. Да не си однесеш некоја вошка, некоја гнида, не знам што да ти речам душа. Значи бараме да се дислоцираат од тука и не знам во општество толку деца на една мајка, не знам, 15-16, кој колку не се знаат на број. Собравте потписи? Собравме, има околу 200 потписи, господјата што ни ги собра потписите, моментално не е тука. Меѓутоа кажа дека ги однела до општината и до Министерството за труд и социјал. Благодарам.